Црното цунами за Република Македонија продолжува. Денеска повторно не задолжуваат за 1,9 милиарди денари или над 30 милиони евра. Секој месец државата го зголемува долгот, помината е психолошката граница на јавниот долг од 5 милиарди и таквото темпо во сериозна опасност ја доведува ликвидноста на економијата на Република Македонија. А министерот Тевдовски најавува дека тоа темпо ќе продолжи и следната година со задолжување на домашниот пазар од 300 милиони евра, како и дополнително задолжување во странство со кредити во вредност од 400 милиони евра. Па, почитувани, во услови кога нема реализација на капитални инвестиции, нема економски раст, а задолжувањата растат, прашањето е каде одат тие пари? Почитувани, повеќе не може да лажат дека знаат што прават и дека работите туку што не тргнале на подобро. Власта во паника самата себе се демантира, а министрите се припукуваат во јавноста. Воведената царина за извоз на челик во Европската Унија прави удар тежок 200 милиони евра директно на компаниите од дејноста и на компаниите кои што ги обслужуваат. Оваа мерка без работа ќе остави веројатно 5000 луѓе работници. Фирмите ќе имаат проблеми со ликвидност, ќе се соочат со колапс, ќе ги сотпрат плановите за инвестиции во развој на овој сектор. И во исти ден, почитувани, еден министар, Бујар Османи, вели царината за извоз на челик во Европската Унија ќе предизвика штета од 100 милиони евра, и тоа е првичната оценка, првата проекција од компаниите во секторот, производители на челик и железо во Македонија. Истовремено, иновативниот Кочо Ангјушев, кој што го дели лебот на ефтин и скап, вели немало да има намалување, туку зголемување на извозот на челик. Истовремено Драган Тевдовски, човекот кој што испланира 2 годишни државни буџета со реална стапка на раст околу нулата, сега тврди дека овој зафат од Европската Унија нема да се одрази на економијата или на планираниот економски раст. Почитувани, ова е само дополнение на самовљубеноста на неспособните, кои ги покачија акцизите на горивата, го поскапеа лебот, го уништија земјоделството, го урнисаа концептот на рамен данок, ги бркаат странските инвеститори, го омаловажија здравството, докторите, ги бркаат мозоците од IT секторот. Во услови на девастирана економија, минорната стапка на раст и реалната спирала на поскапувања, штетата која што оваа економска европска царина ќе ја предизвика врз македонската економија е во вредност од годишни плати на 29.000 работници. Ова е катастрофа и по се изгледа намерно девастирање и осиромашување на државата, за да се држи народот во економско заложништво, да му се одземе достоинството, честа, додека власта ја исполнува единствената, повторувам, единствената цел на нејзиното постоење, промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Лажејќи го при тоа народот, дека тоа е подобро за подобар економски стандард. Почитувани, пораката од Европската Унија е јасна. Економскиот удар покажува колку вредат и Заев, и Шекеринска, и Димитров, и Османи, и Ангјушев, и Тевдовски во очите на Европската Унија. Колку побрзо се застане на патот на овие луѓе, кои ја зацрнеа Република Македонија, колку побрзо се сопре сеопштото црно цунами, толку побрзо заедно ќе почнеме одново да го враќаме достоинството на државата и на сите во Република Македонија.